Денеска, како што знаете, се одржа средба на политичките партии на албанците кои се во оквир на позициите во парламентот, кои учествуваат во парламентот. Разговорот беше во согласност со декларацијата на политичките партии на албанците, која веќе е позната и за јавноста и за новинарите. Средбата имаше за цел да ја следи динамиката на работата околу подготовката на законот за употреба на јазиците во Република Македонија, кој е дел од реализацијата на предвидувањата на Охридскиот договор, како и определбите на Уставот на Република Македонија. Исто така се договоривме да следната средба ја повикува Демократската партија на албанците, односно ДПА. Благодарам. Како ќе повика ако нејзиниот представник денеска ја напушти средбата? Не, завршивме ние со работа и си замина. Веројатно имаше некоја работа. Не ја напушти средбата. Него едноставно замина, завршивме со работа и останав јас малце да се подготвувам за да можам да ви одговорам на прашањата. Да. Останува заедно со другите партии. Ние се надеваме дека ќе се ангажираат околу повикувањето на средбата на политичките партии на албанците кои се парламентарни. Кога ќе влезе законот? Кога ќе излезе од влада и ќе дојде во собрание законот се јавица? Па, видите, неблагодарно е јас да зборувам во врска со рочиштата што ги подготвува Министерството за правда, што исто така владата, па и парламентот. Ние настојуваме, се залагаме сите да што побрзо тоа се направи, за да може од Министерство, влада и парламент да помине под сета таа процедура без да се наруши редот што е предвиден со сите документи. Дали добивте информација дека ќе биде донесен законот, односно ќе влезе во собрание пред да се распушти секогаш ние повеќе и од вас разбираме, постојано има вести од ваша страна дека тој закон ќе влезе во процедура и ќе влезе тогаш кога владата ќе биде спремна да го брани веројатно Министерството за правда, а и парламентот да дискутира спрема правилата кои постојат тука. Дали ќе чекате сепак препорака од Венецијанска комисија или ќе оди тој процес прво во собрание, ќе се забрза? Бидејќи имаше некои најави за напуштање на владината коалиција од страна на една од партиите. Видите, работата треба да тече по ред кој е определен. Ова е организирано општество, има закони, има устав, има правила по кои треба да се подржуваме сите. Очекуваме да и Венецијанската комисија да се изјасне по тоа, али веројатно по процедурата што ќе следат органите, може да оди паралелно, може да оди прво Венецијанска, после тука, може да биде и да се овде продискутира, а после да се види Венецијанската. Сакам да кажам дека не би бил готов да кажам дека вака ќе биде, jer е прилично стриктно и тешко, затоа што јас не сум овластен, ќе кажам нешто, а после ќе испадне дека се извршува на друг начин. Ето тоа.